Сигурно подолг период барате докажан рецепт за супер ровки, воздушести и крцкави крофни. Денеска со вас го споделувам мојот рецепт кој е брз и лесен за подготовка, а крајниот резултат ќе ве натера да барате парче повеќе. Со мојот трик кој што ќе ви го покажам во ова видео, ќе добиете секогаш рамномерно сготвени и воздушести крофни како и во познатите пекари. Ајде да ви покажам како да ги подготвите. Најпрво во длабок сад ставете го брашното и во него додајте го сувиот квасец, шеќерот и солта. Добро промешајте ги сувите состојки и додајте го млекото, јајцето и маслото за јадење. Сите состојки промешајте ги со дрвена лажица за да полесно го оформите тестото. Добиената смеса префрлете ја на работната површина на брашната со малку брашно. Месете додека не добиете меко и гладко тесто. Оформеното тесто ставете го во длабок сад покриен со кујнска крпа, да стасува околу 60 минути или додека не го зголеми својот волумен двојно. Стасаното тесто префрлете го на работната површина и расукајте кора дебела околу 1 см. Со помош на калап за крофни или чаша пресечете ги крофните. Покријте ги со крпа и оставете да стасаат повторно околу 10 до 20 минути, а за тоа време во тава на оган загрејте масло за јадење на средна температура. Од стасаните крофни ставете во загреаното масло, нежно пропрскувајќи ги со метална жица и поклопете со капак. Тајната за секогаш рамномерно сготвени крофни е во поклопување на тенџерето со капак. Оставете да се пржат 2 до 3 минути, а потоа превртете ги да се допржат од другата страна уште 2 до 3 минути. Готовите крофни префрлете ги во сад обложен со кујнски брисач за да ја апсорбира непотребната мрсноќа. Секоја крофна превалкајте ја во мешавина од кристален шеќер и цимет, промешани заедно и оставете ги на страна. За да уживањето биде комплетно, наполнете ги крофните со џем од јагоди. Во готварски шприц со издаток за полнење ставете го џемот од јагоди. Со помош на ноже направете мала длабнатина во секоја крофна, а со готварски шприц наполнете ја крофната со фил по желба.
Сервирајте и уживајте во вкусот на овие крофни. Овој брз рецепт за воздушести крофни сум сигурен дека ќе ви се допадне. Целата листа на потребните состојки ќе ја најдете во описот на ова видео, а вие не заборавајте да ставите subscribe на мојот YouTube канал за многу повеќе видео рецепти во иднина. Ние се гледаме наскоро со ново видео, а до тогаш имајте многу забавни готвења.